Македонија станува земја на академски граѓани кои не ги знаат сите букви од азбуката. Аларм од академската заедница. На факултет се запишуваат студенти кои имаат проблеми со пишувањето. Колку младите го познаваат мајчиниот јазик, недостаток на интерес или знаење. Дали секоја нова генерација е полоша од претходната? Во ера на дигитализација се заборава на вербалната комуникација. Соптоваруваат ли со учење безброј факти кои што никогаш нема да ги запаметат децата? Познавањето на мајчиниот јазик е поразително. Дебата во 24 отворено вечерва со заменик министерот за образование Петар Атанасов. Добра вечер и добре дојдовте во студиото на телевизија 24. Професорката Наде Молировиќ од Основното училиште Гоце Делчев. Добра вечер за вас. Професорката Мими Блажевска од Средното училиште Раде Јовчевски Корчагин. Добра вечер за вас. И професорот од универзитетскиот професор Људмил Спасов. Добра вечер и за вас. Ќе почнеме веднаш со господинот Атанасов. Ги погледнавте и оние претходни истражувања кои што беа објавени изминатиот период и темата се актуализираше навистина, иако сите ние знаеме дека проблемот постои, но кога ќе дојдат некои факти, бројки, тогаш се замислуваме и ставаме прст на чело. Каде лежи проблемот и дали навистина ние го губиме јазикот? Јазикот е нападнат од глобализацијата, од дигитализацијата, од преголемиот интерес за странски јазици, од англосаксонската медиумска инвазија и така натаму и така натаму. Но, истовремено, ние не си го завршуваме својот дел од работата, не работиме доволно, или нашите деца учат на погрешен начин, или учат погрешни работи. Едно од тие две работи мора да се вистините. Дали колку овие генерации ги испуштивме и колкава штета имаме направено, веројатно ќе покажат и други истражувања. Оние сега што ги гледаме говорат дека ефектот на нашиот образовен систем не е добар, не вадиме квалитет. Во изминатите 10 години имаше погрешни проекти или имало погрешни проекти и повеќе се работело на квантитет отколку на квалитет. Суштинската работа е што учат нашите деца, што знаат, дали тоа знаење им користи, дали тоа знаење ќе ги води низ животот и дали образованието се остварува својата функција во општеството. Мислам дека ни се слаби резултатите, можеби не сме на последно место во светот, но сме во дел на земји каде што имаме слаби резултати од образовниот процес. Тоа го покажуваат и меѓународните тестирања. Молировиќ, да, глобализацијата тропа на врата, дигитализацијата е тука, децата слушаат многу разни јазици, меѓутоа каде се нашите проблеми, нашите суштински, инаку тоа е така, сите сме свесни дека некои деца дури подобро или повеќе зборови знаат на странски јазици отколку на македонски јазик. Знаете, за мене исто беше поразителен фактот, информацијата нели од странски институции кои што заклучиле дека нашите студенти нели се така речени неписмено или не ги препознаваат буквите. Јас буквално си реков, зарем е ова можно да се случува? Мислам, возрастни луѓе да, како велат, не писмено оној кој што не ги препознава буквите, туку оној кој што не чита. Каде ние тука сме потврлиле? Јас кога кажувам ние, зборувам дека сите во тој процес сме потврлиле. Почнувајќи од родителите, образованието, па дури и само свеста на студентите. Јас се прашам како студентот кога се запишал на факултет се чувствувал, дали тој навистина не ја знае азбуката или самиот се приспитал кои се неговите знаења што тој ги има и ги познава. Ова е навистина една тешка и голема тема каде што одговорноста е на сите нас да ги видиме пропустите кои што се, како ние овие деца да прво да ги поттикнеме да размислуваат за себе, да ги гледаат своите таленти и дарби, како ние како образование да ги препознаеме, за да тие бидат свесни за себе што сакаат да прават во животот и дека само со учење може да се надминат многу нешта. Да речеме, основното училиште е она втора брана после домот и семејството. Да. Она втора брана или втор столб кој што треба да го издигне тоа. Ете, вие сте во основно училиште. Какви генерации ви доаѓаат? Како би ги обележале? Мислам, не се разбира, не е во негативна насока. На кој начин ние би ги насочиле понатаму? Ако тие доаѓаат, да, со повеќе странски јазици, со вако, меѓутоа и со повеќе информации добиени од оние канали и достапност интернет мрежи кои што им се секојдневно достапни. Да.
Значи треба да се промени веројатно во системот нешто и во основното образование за да може да се канализираат овие деца кои што имаат многу информации, но не го знаат доволно сопственото и сопствениот јазик. Значи знаете што пред да дојдат во училиште, родителите се тие кои што треба да се ги подготват децата за да бидат подготвени да дојдат во училиште. Гордоста на родителот дека детето што од мали нозе научило странски јазик е окей, треба да се гордееме бидејќи децата брзо го научиле. Меѓутоа, прашањето е дали тој доволно го познава својот мајчин јазик за да може да учи и втор мајчин јазик. Значи тој ако го познава својот мајчин јазик доволно со користење на зборови кои што му се неопходни, тој исто многу лесно ќе го научи и ќе го разбере странскиот јазик. Значи ние сметаме, јас лично сметам дека секоја генерација доаѓа со многу повеќе како квалитетни информации, меѓутоа децата се збунати, не знаат што да прават со тие информации. Значи ние треба да ги учиме кои информации нив им се потребни, ама што е најважно, што да прават со тие информации. Исто се согледува дека децата, знаете како, повеќе кога говорат, прво не говорат доволно за својата возраст. Знаете, имате деца кои што не можете да им излечете една реченица, што е исто така многу загрижувачки, многу кратко сакаат да одговарат, дури и не сакаат да одговарат, што значи дека ние навистина треба да ги поттикнеме преку содржините на мајчиниот јазик, меѓутоа и на другите содржини, каде што децата ќе се учат од најрана возраст да зборуваат, да комуницираат и да се изразуваат себе си уште од најрана возраст. Не е само фондот на зборови, туку и реченицата, конструкцијата и сето на. Боженска, што мислите вие за овој проблем? Истиот проблем, како што го нагласи мојата драга колешка, го имаме и ние во средно образование. Значи, јас сум веќе 18 години во средно образование. Кога правам споредба со генерациите кои што првично доаѓале некаде, ајде да речем 99-2000 година, кога јас започнав со мојата професија во средното училиште Корчаги, имаше генерации кои што конструкциите на речениците, конкретно тоа некако ме погоди во вашето прашање, не е споредлива со тоа што ја имам денес, како конструкција на реченица и воопшто како конструкција на мисла. Неписменоста, за жал, не е неписменост во однос само на правописното практикување во текстовите кои што децата ги пишуваат на нивното писмено изразување, кога правиме писмени работи со есејско изразување, туку неписменоста и во она говорното, вербалното. На што се должи тоа? Некако работите, не знам, сакаме да ги гледаме, да се самокритикуваме или можеби вината да ја бараме во нас како индивидуи, а јас велам дека вината треба да ја бараме во системот, на глобално ниво. Оние реформи кои што со години се случуваат во образование, а никако да се случат целосно, треба малку да го отворат аспектот или она гледиштето на или свесноста можеби за суштественоста на јазикот, важноста на јазикот. Значи не е целта на еден млад граѓанин да, како што рековме, да знае колку што е можно повеќе странски јазици, а сопствениот јазик да не го знае. Јас се среќавам со ученици кои што, да речеме, во размислувањето им доаѓаат термини на англиски јазик и ме прашуваат како беше зборот на македонски, што за мене е поразителен факт. Се среќавам со проблем од типот да не користиме Қ и Г како графеми во писменото изразување. Исто така проблем. Дури има и користење на З, односно се извинувам, З наместо Дз. Во однос на вербалноста и говорењето, и тука би сакал уште нешто да посочам, немате начитана популација, млада начитана популација, која што би можела да се изразува соодветно во анализите кои што ги правиме на часовите, да речеме, по литература. И тука проблемот го гледам на едно глобално ниво. Значи, не е проблемот само како ние, како просветни работници, да ги мотивираме, натераме или казниме и мотивираме децата за да прочитат одредени дела и при тоа да го употребуваат мајчиниот јазик во сопственото изразување, туку затоа треба малку да размисли
Обединетите нации да размислат малку. Министерството и не знам. Не, сакам да кажам, тие кои што се грижат. веројатно проблемот е пред се поглобален на нечитањето, затоа што сите се на своите паметни телефони, на таблетите, на лаптопите и веројатно тука се губи делот она што ние и нашите генерации сме го имале многу повеќе, но во вакви услови општеството мора да се прилагоди на новите системи, на новиот поредок. Тоа е еден нов светски поредок на некој начин, бидејќи ние не можете децата да барате да не бидат присутни на тие нови системи. Еве, професор Спасов, ќе ве вклучам. Колку има нови запишани на катедрата по македонски јазик? Да, тоа е едно мощно интересно прашање. За жал, оваа академска година беа 5 мина, па станаа 7 мина. Значи, сега, зошто? Има објаснение. Значи, вината е и наша, значи, институтска, факултетска, бидејќи ги укинавме сите други програми, освен програмата за наставната програма, а истовремено се отворија наставни програми на сите можни места, да речем, во нашата држава, значи, на повеќе факултети. Така, и истовремено се намали потребата од наставници по македонски јазик и литература. Значи, тоа се некои причини. И натаму вината е, значи вината е, реков, и тоа е субјективниот, но и објективниот дел, кога едноставно пазарот е заситен. А пазарот е заситен зошто? Затоа што меѓу другото нема ученици. Луѓето се селат, ја напуштаат оваа држава, младите луѓе си одат со своите деца и така натаму, се помалку има класовите, имаат ученици класовите. Сега уште ова, па потоа ќе се вратам едно време, се сеќавам класовите броја по 40 луѓе класови, средно или основно, сега бројат по 15, 12, 10, во зависно од градот, кај што се наоѓаме на Скопје како најголем број на жители што има и многу мали класови. Значи, тоа е една од причините што треба да ги назначиме. Сега за писменоста. Се сеќавам на времето кога се одеше на една политика на постигнување на висок просек на писменост, кај младите луѓе, значи висок или среден просек на писменост, се запоставува екстремите. Значи, оние што беа премногу интелигентни ги спуштаа малку подолу да се изедначат во една средина, оние што беа помалку, да речеме, способни ги подкреваа да дојдат токму до таа средина. Сега имаме ситуација дека го немаме тоа, просекот го немаме. Значи, имаме една неписменост, зашто рекоа сите колеги, но имаме и екстремно писмени, екстремно писмени и екстремно неписмени. И мене сум останал збунет кога студент пишува нешто на табла, што не се случува често да извадите некој на табла да напише некоја реченица, кога вежбаме, и се мисли Б како да напише. Значи, сум останал збунет, па викам, повлечи на црта. Добро, ја меша со латинично Б или не знае. Или едноставно не знае. Не ја ни меша. Да, и ги влече некако, па вели јас вака си пишувам. На крај нешто напишуваш што личи на Б, ама јас вака си пишувам, чекајте. Ајде да пробаме други букви, ајде З напишете, не случајно. Ова за на факултет зборувам. За на факултет зборувам, кога ќе дојдете до такви студенти, не се сите, не. Да, добро, но самиот пример е Или, ајде ќе речам сум имал студенти кои што ќе му речам, добро, ето, македонскиот не ви е мајчин јазик, и друг ви е мајчин. Ајде напишете ми, например, на албански, Б. Истиот проблем. Значи, вака се чуди како да ја повлече цртата ваму таму. Се сеќавам и на друго време кога се учеше моето прво пишување. Значи се учеа коси линии, па се учеа букви, па се учеше нешто како што се вика краснопис, што го напуштивме да време со време. Добро, не може на вистина да правиме калиграфија, значи не сме во таа културна сфера, но сепак треба да имаме еден начин на пишување. Оти поранако ги загледав студентите, значи имаа луѓето од една нација, од една држава начин на пишување на буквите. Пољаците пишуваат поинаку од сум предал во Полска, го знам тоа. Од русите, да речеме, се зборувам за словенски јазици. Словенците, хрвативе, македонциве си пишуваат поинаку од бугарите, нели, што е релативно и близок јазик и од србите и така натаму и така натаму. Значи, се загуби просекот. Прашањето е зошто го загубивме просекот. Тоа значи дека просечното ниво на образование е паднато, односно не бараме од наставниците да го создаваат тој просек. Вела повторувам, имаме екстремно доби, што претходно ги немаше, но за жал имаме и многу
екстремно лош. И кога се спроведе овие тестови на просекот, сме ги добили овие резултати кои што сме ги добили. Господин Атанасов, зошто се изгуби тој просек кај децата, кај учениците? Каде падна тој степен на квалитет во образованието, заради што ние денеска сме на ова ниво на кое што сме? Тоа е едното, и второто е што се прави за да се подобри просекот? Да, Во меѓувреме пројде и Кембридж и продолжува и сето тоа. Експериментираме постојано, но како да го немаме вистинското решение. Клучот или еден од одговорите сигурно лежи во мотивацијата, стручноста и компетентноста на наставниците во пониските нивоа на образование. Мора да се постави основата кај децата во уште од прво одделение и претходно, но доколку наставниците не си го одработат својот дел во првите неколку нивоа или одделенија, потоа се губи смислата на целото школување. Очигледно, во тие први неколку нивоа, од прво до шесто одделение, не е направено доволно. И потоа ни системот ни поминуваат деца кои не знаат математика, не знаат мајчин јазик, не се изразуваат, читаат, не разбираат, немаат логичко размислување, не знаат да искористат податоци и така натаму, и така натаму, и така натаму. Светските истражувања говорат дека доколку е наставникот мотивиран, доколку е задоволен, доколку има добар или да речеме релативно добар учебник, доколку има автономија, доколку знае што прави со децата, производ ќе има. Кога ќе ги израснете сите овие нивоа и децата поминат низ квалитетно образование, ќе добиете крајниот производ. И многу зависи од тоа што политиката и кои се целите стратешки на едно општество и држава. Дали ние сакаме надпреварувачки модел на општество со големи бројки, како што имаат големи богати држави, или секој ученик ни е важен, па мораме со секој ученик да работиме, или оној просек од 80%, тоа е нашата главна задача. Талентираните ученици избиваат во секој модел и образовен систем. И нив ќе ги најдете секаде, за нив не ви требаат ни професори и наставници. Но мислам дека неколку крупни работи се промашија. Наместо да ги мотивираме наставниците, да ги обучуваме, да им помагаме, ние ги исплашивме. Наместо да ги наградиме, ние ги третиравме како работна сила и како референти во бирократски систем. Многу работи погрешно беа направени и сега ги испуштивме конците. Што треба да се прави? Треба, ние како Министерство за образование имаме 3 полиња на работа. Мораме законски измени да носиме, мораме да ги одбираме или да ги консултираме концептите на образование, што треба да ги внесуваме во моделот, например, како да ги употребиме паметните телефони во наставата. Па секој дете има паметен телефон. Секој дете има, светот го има на својата дланка. Само треба да најдеме начин како наставниците да сработат со тие деца. Затоа што не е проблем сега да имате податоци, имате милион податоци. И трето, сигурно дека мораме да го поврзиме системот за да сите правиме еден производ. Сега некако е раскршен системот на образование, секој прави по нешто, а најмногу ништо не правиме. Клучот е во децата да разбираат што читаат, логички да ги одговараат прашањата на PISA, на TIMSS, на PILS тестовите. Знаете, нашите деца оставаат полупразни тестови на меѓународни тестирања. Мора да го вратиме националното тестирање во пониските нивоа на образование и да имаме контрола на квалитет врз тоа што произведуваме во образование. Може за секој од овие наведени елементи уште долго да дебатираме и можем да одговориме на прашањата. Молерович, делот проблемите ги истакна господинот Атанасов, недоволна мотивираност на наставниците, професорите, учителите, учителките. Зошто недоволна мотивираност? Ниски плати, недоволна сатисфакција од работата, премногу поставени како административни работници, а тие се креатори на идни поколенија? Да, знаете што, јас мислам дека секоја одговорна држава треба да инвестира највеќе што велат во наставниците и во медицината, во здравството. Значи, јас сметам дека прво уписите на факултетите за педагошките струки треба да се направи на едно ниво на кое што ќе се запишуваат кадри кои што прво ќе ја сакаат професорската, наставничката, учителската функција. Затоа што таа ви е исклучително важна. Дали јас како наставник ќе го предавам тоа затоа што сакам и затоа што децата ми се предизвик, или ќе одам затоа што таму лесно се завршува факултет. Значи, ако ние најдобрите кадри ги мотивираме да можат да влезат во професорската, наставничката професија, треба да има да добијат и секако еден бенефит материјален како награда за својот труд.
И ако дополнително, значи првата работа е да бидам јас страсен наставник. Значи јас кога влегам во училница, моите деца да ја забележат мојата желба дека јас навистина сакам нешто да сработам со нив. Ако ги добиваме најдобрите, ако ги вработиме најдобрите, тие треба да работиме со нив, да ги едуцираме дополнително во смисол на секакви обуки, не само професионални, што е многу важно. Личноста на карактерот на наставникот е многу поважна. Знаете, вие треба да имате личност која што е комплетна, која што кај децата ќе предизвика не само мотивација од аспектот сакам да бидам како наставник, него да биде идол, пример каков човек треба да биде. Тоа е многу важна, најважна работа за еден профил на наставнички да биде добар. Денеска, знаете што немате наградени наставници. Имаше некаков обид во минатиот систем да се наградуваат. Знаете, меѓутоа тоа беше повеќе со казни. Ако си подолу си ставил оценка која што не е реална, ќе те казнат. Меѓутоа не се спроведува ни казни, јас колку што знам, ниту па се спроведува награди. Значи мораме ние како држава и како училишта, како министерство да знае да се ги вреднува кадрите со кои што располага, да им се одаде и не само признание, него и другите, младите наставници да учат од нив. Сега, ако веќе во контекстот на македонскиот јазик зборуваме, сакам и ова да кажам. Јас, како професор по историја и граѓанство, кога сум била, сега сум директор на училиштето, меѓутоа, кога сум била и наставник во оделението, мојата одговорност обштествена како наставник, јас сум ја гледала како комплетно, не да му го дадам само содржината од содржината на наставна која што е по историја, туку малку пошироко, каде што децата ќе им дадам значение да научат да вреднуваат, да почитуваат, како да се однесуваат, значи нешто што е од реалниот живот. Како децата ние да им помогнеме со нашето искуство да им кажеме дека тие се живеат во ова време и оваа ера на 21 век, имаат сосема други потреби од она што денеска училиштето им го нуди. Сакав да се напретам само ако ми дозволите околу ова. Знаете, стравот од јавното говорење е еден национален проблем. Вие видите дека имате ученици, имате наставници, имате ученици, како и во секоја професија. Меѓутоа, јавноста на млад студент да го прашате на улица за било што, гледате како тие бегаат. Што тоа зборува? Дека не се сигурни, прво, ја немаат самодовербата, затоа што не им ја дале во училиште, не им ја потикнувале добрата страна да бидат добри, дека секој е добар и дека може да биде добар, туку напротив, знаете, ние се обидуваме да кажеме што не чини, што не им е добро. Не сме ги охрабрувале доволно. Значи, малку повеќе околу тие нешта, ама мислам дека најдобрите наставници најдобрите студенти треба да бидат одбирани, да ја вршат оваа функција која што последиците од образованието што ние денес го правиме, го гледаме сега ова што било од минатото, то прв ќе ги гледаме во иднина од овие генерации на млади наставници, секоја чест на оние што си ја сакаат својата професија. Мораш да ја сакаш оваа професија за да бидеш успешен, да ја работиш како што треба. Да, Блажевска, како да се врати енергијата, врската, да речеме, меѓу државата, наставниците и ученикот? Бидејќи тука некаде клучот на успехот за сите да бидат среќни и задоволни. Вака имаме и незадоволна влада, значи влада, држава, општество, незадоволни наставници, на крајот немаме доволен продукт. Така е, несреќни ученици. А тоа е најтажното, кога имаме несреќни ученици, затоа што тие се иднината пред се, нели, визијата наша е да создадеме среќни ученици кои што ќе бидат и среќни граѓани подоцна и во реализацијата нивна понатамошна во животот. Кога главната цел, ученикот, ќе биде предмет на интерес на сите три засегнати страни. Кога сите ќе бидат насочени кон правење на подобри нешта во однос на ученикот, а секако главниот е тука во воспитувањето, се знае, образованието. Образованието е клучното нешто во една држава. Суштинското нешто е образованието. Кога имате учена популација, имате успешен народ. Ако имате проста популација, имате популација за манипулирање. Што значи, кога државата би се заангажирала заедно со комплетниот образовен систем за градење на среќни деца, кои што реков подоцна ќе се реализираат на нивниот план понатамошен, верувам дека ќе успееме заеднички. Јас би се навратила само ако дозволите во однос на она што го спомнавме со изразувањето на учениците, односно на младата популација. Сметам дека главниот проблем е во се повеќе вметнување на писмено изразување на учениците по сите предмети, каде што имаме тестови на заокружување,
кое што е основно ниво за оценување на одредено знаење, каде што есејското изразување се става како последно, а каде што најмалку издвојуваме простор и време за устно изразување на учениците, односно за устна оценка. Зошто е тоа така? Затоа што сме ограничени со одредени програми кои што мора да ги реализираме до крајот на учебната година, и некако тој административен дел, тој дел во однос на потребата да се направи тоа што мора да се направи како професор, наставник и слично, не тера да ги наоѓаме начините и методите со кои што полесно ќе дојдеме до конкретната оценка која што треба да ја изведеме, нели? Како полугодишна и како годишна. Тој дел кој што се врзува со неможноста временска да се даде на учениците да зборуваат на часовите, сметам дека се рефлектира подоцна и во она сиромашно нивно изразување, односно неспособност, несигурност за да се изразат и да го кажат своето размислување. За мене го запишувате ли вакви забелешки, некои работи што треба да се поправат, бидејќи... Апсолутно. Еве два елементи. Ние донесовме законски измени пред 1-2 месеци, каде што минимум 50 стипендии ќе доделуваме на талентирани средношколци кои директно ќе се запишат на факултетите педагошки за наставници и со таа стипендија ќе имаат право да бидат цело време поддржувани и веднаш потоа да бидат вработувани. Но тој процес ќе помине. Од следната година ќе имаме најмалку 50 талентирани средношколци кои ќе бараме да се запишат или да изразат желба да се запишат на факултетите за наставници и тој број ќе го зголемуваме. Истовремено од оваа тврда содржина и наставна програма и 14 предмети во 8-9 оделение, мораме да работиме на воспитание, на комуникација на децата, на устно изразување. Ние тие елементи ги заборавивме и мора да сме свесни дека градењето, гајањето и негувањето на сопствениот јазик ви го продолжува и ви го збогатува идентитетот. Тоа е основата на секоја нација. И уште една работа, образованието е поддршка на општеството, но ние ова е само еден основно ниво. Ние образованието или она што ќе го добиеме како квалитет, треба да го искористиме и во развојот и во интеграцијата на општеството. Овие вредности не се сами за себе да си ги носиме под джебови или под торби, но мораме образованието да го ставиме во служба на општеството. Значи запишуваме, знаеме, читаме анализи, но мора сите заедно, како што кажа колешката, сите заедно да ги менуваме работите. Мислам дека знаеме каде се клучните компоненти и ќе мора полека и малку похрабро да одиме со промените. Тоа значи предвидувате нешто за веќе од следната школска година што би можело да влезе во систем на промени? Подготвуваме еден голем концепт на програмата во прво, второ и трето оделение. Изработено од една експертска група минатата година, изработени се комплетно промените со содржините, работиме на современ начин на учење во прво, второ и трето оделение. Да децата ги ситуираме во еден виртуелен свет, ама со своите мозоци и чувства да работат, да размислуваат и да учат. Сите деца колку што можат, до крај на нивниот капацитет. И ќе ги пратиме оваа генерација од прво, второ и трето, ќе ја пратиме со години и ќе им овозможуваме да бидат ситуирани во нивниот дигитален свет, да имаат виртуелна училница, ама размислувањето и учењето да биде со наставникот и ученикот. Не меморирање, не само повторување на тоа што е, но децата да ги учат броевите, да размислуваат, да комуницираат на современ начин и современ метод. Ова е веќе концепт што го развиваме повеќе месеци и ќе го пробаме веќе на едно пилот истражување од септември веќе. Работи многу голем тим на оваа проблематика од сите аспекти. Господин Спасов, проблем секако е и медиумската, но и општествената писменост. Секако, ние сме сведоци новинарите како се изразуваат и какви грешки се не прават во своето изразување. Може би јас во оваа реченица направив една од две грешки, но еве сега ќе си простиме тука. Се трудиме да го зборуваме литературниот јазик. Последен пат е направена емисија за јазикот пред 30 на години Бушава азбука. Сакам да кажам, има ли некој во општеството што воопшто се грижи за некаков таков вредносен систем што може на децата да им сади еден таков систем на учење, каков што беше тој, например, кој што сите го паметиме, некои сме растеле со него? Значи, се од твоите и со право едно болно прашање.
Прашањето на новинарската, односно на писменоста, на јавната комуникација воопшто, нели? Кое што беше, да речеме, на едно релативно високо ниво, кога имавме една радиотелевизија и така натаму. Значи, не сум приврзаник на враќање на една радиотелевизија, напротив. И таму што се случуваше? Таму имаше школи. Значи, би текнува моментално на Стефан Зиглин, например. Еден од тие, кој што се организира меѓу себе, значи новинарите си го организира меѓу себе, школите повикува по потреба и каде однадва, кои што ги обучува тие што треба да бидат спикери, презентери, сега ги викаме на вести, не знам што, значи и самите новинари. И потоа постоја луѓе кои што ги оценуваат текстовите, пишуваните текстови во Нова Македонија вечер, да се вратам на едно старо време и така натаму, меѓутоа тие текстови беа изедачени на едно релативно високо ниво, или да се потсетат на Благоја Короби, на неговото јазично катче, не знам колку се сеќавате, во вестникот Нова Македонија, во кој што луѓе се допишува како се пишува она и така натаму. Сега постојат некои форуми такви на социјалните мрежи, што не се лоши, меѓутоа тргнува негативно. Пуст да правам од македонскиот јазик, чекај да направам цвеќе од македонскиот јазик, да нека тргнат позитивно. Факт е, проверете се и самите, сега да не ме разберете погрешно, проверете ги телопите. Ќе најдете најмалку во еден телоп што ќе помине за половина минута 20 грешки. Значи, самото тоа негување создава еден печаток, например, пишувањето на малите, големите букви и така натаму. И сега пишувам јас на компјутер и се мислам, чека, овде голема се пишуваше или мало. И го отворам правописот. Значи, тоа влегува во свеста, сакајки, кај вас сите влегува во свеста. Сега, се обидовме неколку пати преку Советот за македонски јазик, кој што е една од нашите цели, да ги отвориме овие школи повторно. И прашањето е големо, нема кој да го прати, да го плати, да речеме, треба сепак нешто да се плати, кој да го прифати, нели, завод се викаше, па сега се вика, нели, за школство, агенција, не знам кај треба да дојде тоа. Значи, така што тоа е оставено спонтано на совеста на самите создавачи и на самите употребувачи на средствата за јавна комуникација. Тука загубивме. Отворете хрватската телевизија, приватните, државната, не е битно, не верувам идеолошки. Перфектно е напишано. Барем многу близко до совршенство. Словенечката, значи зборувам за мали јазици. Српската исто така, значи отворете и ќе видите, значи некој се грижи за тоа. Тука го оставивме тоа сосема настано. Значи, сега на пример доминираат серии со сомнителен квалитет, каде што идат кованици од типот Бегај ма или Каде бре ќе одиме. Со кованици кои што наистина не создаваат ни реченица, а тоа се гнездува во мозокот на детето. И тоа не ми пречи ако постои свест дека ова е разговор, низок стил, наспроти високиот стил. Ама се ги измешавме работите во највисоките вести, најофицијалните вести, кај што треба да биде употребен строго висок стил, И таму се прават грешки, да. Сеќаваме низок стил, нели? Значи не постои све што е висок, што е низок стил. Нели? Например, да не кажувам во разните дописи што ги гледаме по форумите на официјални личности, кои што се борат за македонскиот јазик, за нацијата, за не знам што и така натаму, гледаме катастрофални грешки во правописот, во реченицата, во изборот на лексиката и така натаму. Сеќа се наоѓа, правописот се наоѓа онлайн, да се изразам, нели? Меѓутоа, добро, зошто ни ова на сите не важно? До младите колку го потребувате? Молеровиќ Блажевска, зошто ова на целото општество некако ни е неважно? Зошто не отвараме правопис кога имаме дилема внатрешна за некој збор како треба да се напише? Па се е тука и до навика она што ви кажав, значи каква навика ќе му влиете вие на детето? Значи доколку најде на некој збор кој што не му е јасен, тој треба да побара интерпретација. Односно, знаете вие колку во учебниците, учебните помагала кои што се користат кај нас во училиштата, имате наслов на лекција која што децата јас сум морала да ми објаснам дали го разбираат зборот што значи, за да можеме да преидеме на она што е вистинското. Сега, ако ние децата прво ако растат дома со книга, значи ако родителите ги негуваат да го имаат оној тврдиот повест, да го почувствуваат,
приказките, па да ги интерпретираат на свој начин како тие разбрале. Знаете, тука веќе се развива една комуникација меѓу родителот и дете, што е тоа што прочитале, сами да го искажат што е тоа што прочитале. Дали го разбрале тоа, па да негуваат некои вештини во типот како ти мислиш дека би го завршил, еве оваа приказката треба да ја напишеш друг крај, како тоа би го направил. Доколку развиваме еден таков пристап за имагинација, за критичко однесување, во смисол на чекај да што прочитав, дали знам да го интерпретирам, дали го разбрав што е тоа. Мислам дека нас навистина ни недостасуваат и многу едукативни емисии. Секоја чест, значи немаме во просторот, ми се чини медиумски, нема да најдете вие емисии каде што учествуваат млади. Секоја чест, еве сум денеска тука кај вас, јас секогаш на вашата емисија гледам дека има млади кои што сакаат да постават прашање, кои што бараат одговори и кои што тоа го прават многу добро. Замислете сега кога на секој телевизија или негдека би имало простор за младите кои што би зборувале за темите кои што нив ги мачат, кои што ни се проблемот, типот на насилство, на булинг, сексуално образование, се она што значи интерес на младите, ако им дадеме простор да зборуваат. Што мислите, тие нема да се подготват, нема да сакаат да видат, чекај како и на кој начин треба да се изразам јавно? Едукативниот простор е завземен, за жал, од политиката. Ние преку тоа, фактички и нашите млади луѓе, ги втурнавме во еден сосема друг колосек и покажавме јавно дека тие се небитни. Нашите деца, нашите млади, средношколци, основци се многу важни, ама ние како возрастни не им го покажавме доволно дека да, вие сте важни, најважни, ајде да дискутираме за тоа што вас ве мачи, што мислите како и на кој начин може да се решат нештата. Значи, мислам дека тука треба да има една добра волја од страна на телевизиите, каде што би промовирале, па преку еден таков тип на емисии, знаете, вие можете и она што викаше министерот, да промовираме карактерно образование, каде што децата, нас ни е најважно кога ќе дојдат од прво до пето да ги научиме како да се однесуваат, па знаете што ние имаме деца кои што не можат, емоционалната писменост ја нема, знаете, емоционалната интелигенција ни недостасува. Имате изнегуваме деца кои што прво своите емоции не знаат да си ги изразат. Јас знаете што сум сведок? Сведок сум на едно такво врискање и пискање, каде што децата кога ќе ги пуштиме ние слободно да одат на одмор, не знаете зошто тоа го прават. Дали затоа што се срекни, дали затоа што нешто им се случува. Кога ги прашам на страница зошто нашиве деца така велат, така тие се изразуваат, ме разбирате? Тоа е недостиг на користење на зборови, недостиг на разговор, бидејќи времето е такво, ама она што имаме придобив кога тоа време. Дајте тоа да ги искористиме позитивно. Ама мора децата да се научат прво дома, со своите родители да разговараат и да развиваат говорнички вештини. Тоа е тоа. Блажевска, медиумската и оваа општествена писменост за која што зборуваме исто така изгубена. Повторно доаѓаме до моментот кој што и претходно го спомнав. Генерално треба да се развие свесноста за потребата за употребата на литературниот македонски јазик. Тоа значи построги критериуми и во однос на селектираниот материјал кој што оди по телевизиите и во однос на школите кои што ги поминуваат и презентерите и новинарите и сите кои што се вклучени во таа медиумска писменост. Децата од мали нозе, кога би се учеле на сакање на книгата и на сакање на сопствениот јазик, сигурно дека би биле многу поинакви индивидуи понатаму и сигурно дека таа свесност би била можеби многу поодговорна, подоцна и општествена функција на самите представници. Зошто? Затоа што ќе се грижат, сите заеднички ќе се грижиме за употребата на македонскиот јазик. Го поздравувам овој момент кој што се случува сега со правописот кој што го имаме онлайн, да се изразам, иако не сакам така да се изразам, на линија, на линија го имаме. Така што тоа е една предност каде што можат младите да го консултираат правописот во многу краток период, да не им треба да бараат по библиотеки или книжарници да го купат правописот, па да го користат. И јас ги учам децата, јас верувам и поголемиот дел од наставниот кадар дека ги учат учениците да го користат правописот во разни ситуации.
Исто така сакав уште нешто да спомнам во однос на свесноста на употребата на одредени интернационализми кои што се повеќе и повеќе се вдомакинуваат во нашиот јазик. Инклузивност, па не знам кои други термини со кои што на вистина предизвикуваат јад кај мене. Тука би ги повикала сите оние на кои што главна одговорност им е македонскиот јазик. Малку да поведат повеќе евиденција во однос на конкретната лексика која што треба да се употребува и да се практикува во еден поширок сегмент. Добро, благодарам. Тука правиме мала пауза за реклами, па продолжуваме веднаш по нив. Повторно во студиото на Телевизија 24 со темата за писменоста кај младите генерации, но воопшто и писменоста во општеството. Господин Спасов, отворивме и загатнавме повеќе теми и дилеми во првиот дел од разговорот. Секако и она што се случува на социјалните мрежи. Младите таму пишуваат и препишуваат еден од друг граматички неправилни зборови и грешки. Например, председател се пишува со ц, председател го пишуваат и тоа не го прават само младите, за жал тоа го прават и постарите генерации. Или верен до гроб го пишуваат со верен до гроб, со п, што наистина се смешни примери, но повеќе се жални би рекол. Значи, вака, ако ми дозволите. Значи, најнапред пред 2 дена на час, сакајќи да бидам покреативен, ги прашувам студентите дека гласовите или признаците на гласовите се редат како бусени. И знаете што доживев? Не знам што е бусен. И некој, ајде, веднаш мобилните, дигиталниот речник, отворете го, ваму таму. И се јави една студентка од Западна Македонија, знам што е бас. Ама бусен не знам. А бусен е многу словенски збор, мислам, многу македонски, мислам, да не одим натаму. Значи, нешто недостасува. Недостасува запознавање пошироко со јазичните можности, недостасува отворање на речник, не знам, многу зборови, отворам речник ваков или онаков, имаме солидни речници и така натаму, дознавам, го употребувам натаму да го покажам своето ниво на образование. Јас бев меѓу првите што почна да ги употребува сите овие можни средства, благодарејќи на тоа дека од програмата Темпус европската добивме умна табла, добивме сите инструменти со таа умна табла да се проверуваме меѓу себе, да се исклучуваме еден со друг и така натаму. И сето тоа го користам, и требаше школување. Прашав кој ќе ми школува, никој, добро, седна сам го прочитав тоа сето што пишуваше, чекој по чекој. Меѓутоа, таа мотивација треба да биде вертикална. Од најниското до највисокото. Јас имам мотивација заради некои лични желби, мои да речеме. И многу убаво оди. Многу често студентите им отварам од музичка песна до перфектно спикерка што зборува, како настапува, до лошо зборување и така натаму. Многу често отвораме разни од Википедија, не само од Википедија, значи тоа е тоа што ми придонесува и мислам колку толку ги збогатува или ако ништо друго ги заинтересирувам за нешто. И сега уште една работа, а тоа е малку идеолошката компонента. Може би сега нема сите да ме печекат со одобрување, дали ние сме начисто со која идеолошка компонента на образование ќе одиме сега. Жив пример. Имав едно истражување со колегите од Финска кои што го воде. Значи колегите од Финска го воде, тоа беа јазичните идентитети, јазици, култури, начитаности, начини на читање, религии од потегот на југозападниот Балкан го нарековме, тоа значи од Драч, завршувајќи со Воден, односно со Едеса, не ви да го кажам официјалното име на град. И сега имаше две групи на студенти. Имаше од западни студенти, од бившата Западна Европа и од источни студенти од бившите источни земји, нели? И вклучувајќи го и бившиот Советски сојуз, сегашната, што нам Русија, нели? И сите држави околу тоа, и вклучувајќи и нашата држава. И сега што најдов, овие втори ве, во почетокот беа со извонредни знаења, почетни знаења. Овие западни беа со помалку. Меѓутоа, кога влеговме во самиот проект, кога влеговме да го растражуваме, подобри резултати постигна колегиве од Западот, вклучувајќи и колегите од Финска, и не случајно Финска се води како врв на образование, затоа што самите влегоа во фактите, ги проучуваа, фактите ги проверуваа,
на нашите фидбекови, кои што беа од 8 вечер до 10 на вечер, ги одржувавме редовно после секое теренско истражување и така натаму. Имаше перфектни од источната страна, сега не ме сваќате погрешно, луѓе со перфектно познавање на различни за нас многу важни јазици во тој момент, овие да речеме влашкиот јазик и така натаму, така натаму. Значи, дали ние сме начисто? Сега поставувам прашање до целото општество. На која идеологија, да не се лажеме, постои идеологија во образованието. Припаѓаме сега ние. Значи, тоа е едно прашање што себе си многу често го поставувам. Кога заврши пето одделение, отидов кај татко ми кој што работеше во Михен и заклучував дека или она што го гледам не е тоа што го гледам, или она што сум го учел не е тоа што сум го учел. Учев дека не ќе најдам на држава која што е 20, зборувам за некоја дамнешна 65-66 година, ќе најдам на држава 20 години по војната, не ви? Еднаш гледам сосема други ситуации, гледам електрични возови и така натаму и така натаму. И заклучив дека сепак она што го гледам не е тоа. Она што сум учил е поточно. Ќе најдам на сиромаштво. Тоа е идеологија на некој начин. Не знам дали младиве колеги ме разбира. Сега кај сме ние? Добро. Атанасов? Да дебатираме. Не знам, јас немам одговор. Ова влада не поддржува поделби во општеството, ова влада не поддржува национализам, ова влада не поддржува фрустрирани национални омрази. Ова влада поддржува концепт кој во теоријата е познат како граѓански концепт на општество. Овој граѓански концепт на општество, овој модел треба да најде свој одраз и во образовниот систем. Што значи дека категоријата или она што често се слуша дека ние се залагаме за едно општество, се залагаме за поголема интеграција, значи дека сакаме да градиме граѓански концепт на општество во кој повеќе ќе бидеме рамноправни, во кој ќе има за сите еднаков пристап, еднакви услуги, во кој ќе имаме еден рамноправен надпревар и борба на идеи во општеството, во кој нема да ти е потребно етничкото потекло или партиската книжка да добиеш некаква привилегија или бенефит во општеството. Ова е модел кој го состапува оваа влада. На почетокот сме на ова и се надеваме дека ќе имаме доволно период да можеме и концептот да го направиме реалност, но и концептот и оваа реалност да најде и секторски идеологијата не разбрав баш вака идеологијата за која што зборува. На тоа се однесуваше професорот. Според мене тоа е демократската идеологија, се согласувам. Затоа што во нашите учебници не може во граѓанско образование да стои дека власта е мокна. Не може да има етноцентризам, не може да има предрасуди, не може да се форсира само една концепција. Дефиницијата на добриот живот ја создава семејството, но ние како влада, како политики, како образование треба да им понудиме избор за поголема интеграција, за помали бариери во општеството, да понудиме концепт во кој општество ќе дише со едно и поделбите да паднат. Значи, и да бегство дозволиме од оној поголем идеалистички поглед дека, не знам, овде живее некоја наднација која што за све е способна, успешна и може да функционира без разлика на тоа како функционира остатокот од светот. Значи, Тоа? На тоа и на тоа мислам. Значи, го поддржувам што го кажа колегата. Значи, сакам да кажам, се е тоа многу поврзано. Сега влеговме од писменост, отидовме до идеологија, мислам. Добро, тоа е дел сепак од целиот систем. Тога станувам свесен дека ако не си го знам добро својот јазик, не во националистичка смисла, дека мојот јазик е најдобриот јазик на светот. Не можам да го научам и следниот, односно странскиот јазик. Нели? А треба да го знам и странскиот. Например, значи, се уште за жал, децата учат, не ги сменивме се уште учебниците, учат од такви учебници дека, што знам, оваа појава е тотално негативна и има таму некаде. Значи, ајде да ги гледаме позитивно работите. Добро, да се вратиме повторно тука на писменоста, меѓутоа ова со странските јазици, сега децата тргнуваат од 3 години, например, на учење на странски јазик, кога се уште немаат ни ги немаат пошироки основи од сопствениот јазик. Колку тоа влијае во нивниот понатамашен развој? Сведоци сме, многу деца одат на логопед, многу повеќе од што тоа порано се случувало. Дали тука се создава некоја забуна во нивниот мисловен процес, што влијае и на нивните мускули, во целата мускулатура на создавање на тој јазичен непропуст, би рекол, туку систем?
Еве, например, има податоци и истражувања кои презентираат различни резултати. Едни кажуваат дека децата се преоптоварени, дека не можете со толку податоци да им наметнувате или да им инкалкулирате внатре некакви готови парчиња наративи. Но исто така има многу повеќе резултати или истражувања кои кажуваат дека децата може да бидат мултилингвални од мали нозе и дека воопшто тоа не им смета на нивниот развој. Напротив, запознавањето на 1, 2, 3 јазика, повеќе од сопствениот мајчин јазик, комуникацијата на различни јазици ве збогатува. Ние исто така како општество паднавме на овој тест. Ние сме мултикултурно општество, а имаме зидови и бариери. Значи може слободно да во образовниот модел овозможиме мултилингвално образование и за локалните јазици, но и за светските јазици. Се разбира на начин на кој тоа педагозите и психолозите ќе ни го дозволат. На која возраст колку можете да им дадете. Но воопшто не е спорно. Знаете што е најголем или еден од поголемите слабости? Меѓународните тестирања ни покажа, имаме цврсти докази за тоа, дека најслаби резултати воопшто во образованието, во основното образование, во трето и четврто деление, постигнуваат децата чии родители се со многу скромно образование, каде што нивните родители имаат само основно образование, каде што нивните родители потекнуваат од социоекономскиот долен слој, и како општество и како држава мораме да работиме на збогатување или поддржување на семејствата во нивниот стандард, во нивната ситуираност, за овие деца да добиваат многу повеќе услови и можности. Но секако, ако е прашањето дали повеќе јазичноста смета, не. На прашањето дали децата само се збунети со повеќе податоци или со да кажам, делови од општество каде што живеат, не. Децата само треба да го најдеме вистинскиот пат до нив и вистинската мотивација да можат да живеат и да растат и да учат. Кај нас се учи многу помалку од повеќе. Мора повеќе да учиме, тоа да биде распоредено во помалку предмети, за да не ги збунуваме децата и со децата да работиме. Децата не може да седат 4-5 часа на столче. Нас светот ни се смени. Психолозите велат дека концентрацијата е 20 минути кај еден просечен човек или еден студент, ученик. Ние за тоа децата викаат походници од кој ќе станат после 4 часови седење. Но начинот на кој работиме со нив, просторот и времето додека се во училиштето треба да го искористиме за да работиме директно со децата на нивниот развој и вербален, и емоционален, и како да ги употребуваат податоците. Но тоа бара точно знаење што се прави, без големи импровизации. Има многу работи имаме што треба да направиме, се испушти малце возот, но мораме да се вратиме на она што ни е основно. Добро, ние да ги направиме само да ме вратам законите да ги правиме и концептите, а теоријата и праксата да си одат напред. Странските јазици од толку рани нодзе, дали се пречки или не? Јас се согласувам дека децата навистина можат да учат повеќе јазици истовремено. Сум за тоа, меѓутоа нормално првично мајчиниот јазик оној кој што треба да се говори дома, дека првично е тој, нели? Јас им преска реков, доколку мајчиниот јазик се зборува дома, се чита, има фонд на зборови, се умее да се изразува, доколку нивниот светоглед се проширува, тие странскиот јазик што го учат, бидејќи тие не учат само јазикот на државата, тие ја учат и културата на другата држава. Што значи, знаете, кај нив да поттикнеме дека за секого мајчиниот јазик е богатство. Да не биде дека нашиот бил е прв, не знам, некој друг е втор. Како што за нас е нашиот прв, за некој друг е исто така. Прв, респектот и почитот е навистина она што треба да го изнегуваме. Дека треба да учат и може да учат, да. Меѓутоа, може би малку знаете како, бидејќи овие нови генерации, ние треба тоа да се прашаме што овие денешни генерации што ние ќе ги едуцираме, какви потреби светот ќе има и општеството ќе има за годините кога тие ќе завршат. Бидејќи се визуелни ученици, тие бараат се навистина преку фотографија, преку слика, така тие подобро памтат. Нема тешко ќе седнат и ќе читаат. Затоа ние треба да развиваме активности кои што ќе ги поттикнуваме да тоа го прават. Па дури ние, на пример, во училиштето кај мене така и размислуваме. Децата на македонскиот јазик, мајчиниот јазик што го учат, да учат повеќе литература, не само граматика. Тамо каде што ќе може да се седне, ако само иницијативно детето не чита, ако дома немаат култура на читање, тоа да се прави во време на часовите. Значи, ако имате 4-5 часа неделно,
зошто да не организираме такви активности. Знаете, па јас на пример отворив пред некој ден, сакам ми беа провокација старите македонски зборови. Па знаете, еве зборот на пример професорот е тука сега, зорнина. Знаете колку ме импресионираше зборот зорнина. Јас никогаш во секојдневната комуникација не го најдов како или љубочовештво вика. Значи да го сакаш човекот, ние таквите термини треба да ги ископаме од негдека, да ги ставиме во функција, децата да ги поттикнеме да размислуваат, ако им нафрлиме такви стари македонски зборови, да можат од нив да направат нешто, да исконцепираат, ќе мислат критички како да напишат еден есеј со такви зборови на кои што би вежбале и така натаму. Благодарам. Апропо ова, да се биде полиглот... Меѓу време публиката може да се подготви за некој прашање, Да се биде полиглот е за пофалба, нели? Затоа сакам да кажам дека тоа што децата учат повеќе јазици е за пофалба. Не смееме да го критикуваме тој момент, не си дозволувам барем јас да го критикувам тој момент, меѓутоа како да се надмине тоа што го спомнавте, правилниот изговор на одредени гласови, доколку детето од мали нозе се учи да зборува англиски, а мајчиниот јазик не знае правилно да изговори а или некоја друга самогласка. Постојат начини и за тоа, од најмали нозе, уште дете кога оди во градинка или во оние забавишни групи, може да се внесе дикцијскиот дел и да се работи на тој план со децата. Бушева азбука ја немаме за жал, меѓутоа може да се направат други такви емисии, каде што ќе се работи на таа проблематика. Значи, се бара на вистина голема сериозност и одговорност. Ова што го спомнавте како пример, на вистина практичната примена на одредени работи, зборовите кои што ги издвоивте се на вистина прекрасни да ги слушнам. Практичната примена на истите. Да, зошто да не? Може сето тоа да се употреби во пишување на креативни текстови. Да, ама треба ревиденција на целосната програма. Да не се преокупираме со тоа дали ние ќе обработиме 20 представници од реализам или 10 представници од некој друг книжевен правец, туку квалитетно да обработиме еден. Не треба да ја гледаме бројката. Благодарам. Повелете? Јас сум Илиев Марио и сакам да поставам едно прашање до гостите во студиото. Вака, како учениците да покажат зголемен интерес за изучување на мајчиниот јазик, кога во реалноста имаат се помала потреба од него, отколку англискиот, например? Интересно прашање. Зошто имат помало потреба? Ако може јас да се обидам да одговорам на ова, иако ги немам сите одговори, че љубовта спрема мајчиниот јазик, спрема оставштината, спрема книгите напишани, е работа да се пренесе на помладите генерации. Тоа нас ние како општество основна должност, да го читаме Цепенков, Чернодрински, да ги читаме сите мудрости, убави песни и четива. Ако родиме или вродиме таа љубов кон сопствената култура кај децата, нема да има проблем. Има дел во мозокот и во аурата и во време, и можете 8 часа да гледате можеби странска програма. Мо 2 часа сигурно може да се мотивираме да прочитаме нешто добро. Затоа што во пониските нивоа или на млада возраст, ние што учиме првен? Го учиме мајчиниот говор. Учиме собствената азбука, учиме собствените искуства. Значи, тајната е на кој начин се пренесува тоа на децата. Од глобализацијата не може да се спасиме и не може, например, инклузивно образование се да бараме македонски збор за тоа, затоа што тоа е концепт кој сме го преземали и го спроведуваме. Но мислам дека има место. Ама ако ве мотивираме да читате повеќе, јас сум исто професор во високо образование, ако ве мотивираме да читате, многу мислам дека може да има успех. Нормално, некои деца имаат преференции или сакаат да се развиваат во уметности, да се развиваат, некои сакаат компјутери повеќе, некои сакаат јазици, некои сакаат општествени науки, секој во своето. Но основата на сопствениот развој лежи во љубовта спрема сопствениот јазик, сопствената литература. Јас, ако ми дозволите, мислам формулацијата на која што го поставивте, нели, зошто да го учам македонскиот, кога? Како беше? Мајчиниот, односно?
Во реалност има поголема потреба од англискиот јазик. Значи, токму од почита кон твоите дедовци, прадедовци и сите оние кои што го изнегувале мајчиниот јазик и во времето кога било најтешко. Значи, кога се учело по црквите, кога не се смело да се говори, кога тие го задржиле 500 години додека сме биле под Отоманската империја, нели, како систем, значи, едноставно заради тоа, зашто вие утре ќе треба на вашите деца да го пренесете. Што ако вие го немате својот и автоматски идентитетот, буквално на таков начин ќе се изгуби. Одговорноста е многу голема на секој од нас, па така и на вас. Добро, сакате да дополните нешто? Да, сакам да го кажам. Повелете. Да знаете што е јазична политика. Да ми помогнете се. Поимот јазична политика. Од Западна Македонија сте некаде се? Не. Како не? Сте... Не сум, од Скопје сум. Добро. Не е тоа толку битно. Што значи јазична политика? Секој општество има една политика на својот јазик, затоа постои стандардизиран, не велиме само литературен, туку стандардизиран јазик. Значи 1 или 2 и така натаму различни рамништа на тоа општество и така натаму, и тој јазик е потребно да биде ознака како што е знамето, како што е државата, грбот и така натаму. Тоа и тој јазик. Нели, тоа е ознака на тоа припаѓам на ова и ова држава, по национално сум ова и ова, така е составен светот, така е составена барем Европа, современата цивилизација. Тоа не ми пречи, напротив, да го изучувам и другиот јазик кој што ми помага да го запознам сите други луѓе, да зборам комотно, да речеме на времето бил италијанскиот или старогречкиот, сега е во англискиот, значи заеднички јазик и така натаму. Значи не смеам да го проценувам во ниту еден момент својот јазик. Ете тоа сакам да кажам. Особено не неговиот стандард, или диалектот. Искрено. Да, Блаже Коневски го имате ли читате? Мислам, драго ми е, мило ми е. Меѓутоа, например, можам и така да го завртам прашањето. Колку мина биле да ја посетат родната куќа, не е само да ја видат куќата на Блаже Коневски во селото Небрегово, туку да го впијат тој, што го велиме обично, духот. Бидејќи Блаже има кажано и тука завршува, многу мина ми велат зошто не пишува на некој друг јазик кога имам малку читатели, релативно малку, пишува на македонски. Па тој е единствениот мој начин јас да видам тоа што сум. Толку, да. Нели го има кажано човек. Добро, благодарам. Така е. Суштественоста, накуса. Суштественоста е всушност познавањето на сопствениот јазик. Колку пати вие младите си имате поставено прашање колку јас го знам сопствениот јазик? Зошто не се создаде тоа љубопитство па да се истражат сите лексички димензии, целиот фонд, целото богатство, па да се види колку всушност може да понуди нашиот јазик. Ама потребна е љубов, желба за сето тоа. Основно, ако може да додам, основно положниците на нашиот јазик се во задолжителната програма. Да. И Коневски и Мисирков. Знаете како изгледа кога јас прв пат Мисирков го читав во оригинал, она како што напише. Кога ќе слушне дека говорите што направивме и што треба да правиме за однапред, ќе сватите дека вие од некаде потекнувате, имате корен. Тој корен од некаде доаѓа. Коневски, песните на Коневски се ремек дело во светската поезија. И тоа богатство ние треба да го негуваме, наша должност е да го направиме. Вие можете уште 10 јазици да зборите, но сопственото е највредно секогаш и ако сте вични во сопствениот јазик, многу полесно ќе одите напред и во светот. Дате, Пушкин, Шекспир и така натаму, Коневски. Ете толку, мислам, така. Добро, благодарам. Уште некој прашање од публиката дали имаме? Не, добро, тука би се задржале. Сакам да ги погледнеме поентите на вечерашната емисија. Ги повикала сите оние на кои што главна одговорност им е македонскиот јазик. Малку да поведат повеќе евиденција во однос на конкретната лексика која што треба да се употребува и да се практикува во еден поширок сегмент. Нешто недостасува запознавање пошироко со јазичните можности, недостасува отворање на речник, не знам, многу зборови, отворам речник ваков или онаков, имаме солидни речници и така натаму, дознавам, го употребувам натаму да го покажам своето ниво на образование. Најдобрите студенти треба да бидат одбирани да вршат оваа функција која што последиците од образованите што ние денес го правиме, го гледаме сега ова што било од минатото, то прв ќе ги гледаме во иднина од овие генерации на млади наставници, секоја чест кон оние што си ја сакаат својата професија. Мораш да ја сакаш оваа професија за да бидеш успешен и да работиш како што треба.
Не може во граѓанско образование да стои дека власта е моќна. Не може да има етноцентризам, не може да има предрасуди, не може да се форсира само една концепција. Дефиницијата на добриот живот ја создава семејството, но ние како влада, како политики, како образование треба да им понудиме избор за поголема интеграција. Да, тука сме повторно пред крајот на емисијата, што ја посветивме на една тема која што не е нужно поврзана со политика, но секако треба да биде дел од политиките, не само на оваа, на било која влада, бидејќи за писменоста станува збор за идината на државата. Македонскиот јазик со фуснота го осигуравме во Обединетите нации, го осигуравме пред соседите, пред Грција, го осигуравме пред Европа, секаде, но се уште не го осигуравме дома. Така ли излегува после се ова што кажавме вечера, господин Спасов? За жал, така и постојано треба да го негуваме и да ја негуваме свеста за тоа. Значи свеста дека треба тој јазик во сите форми, пред се стандардизирана висока форма, па потоа во пониска, па во средна, па во диалектна и така натаму, дека тој јазик треба да го негуваме и да ја негуваме се она што е напишано на тај јазик, почнувајќи таму од онаму кај што знаеме, да речеме, од народното творештво па се до современите писатели, имаме прекрасни, многу добри писатели, драматурзи, актери и така натаму, па зошто не ги почитуваме? Мислам, факт е дека се почитуваат, еве да споменам ако смеам, Бува Мара не ви посветната, јас не верувам дека не се гледала на овој пазар, да речем, во оваа држава, можеби и надвор преку глобализацијата и така натаму. Значи, тоа е она што создава, што ја создава гордоста дека припаѓам на едно семејство, нели, може пошироко, помало и така натаму. Без да го подценувам другото семејство. Добро, почитувани дискусанти, јас ви благодарам што бевте вечерва мои гости. Се надевам, само отворивме пат кон уште поширока дебата за тоа што ќе се случува. Се разбира, за сето нема многу време и треба побрзо да се случуваат и промените во оваа сфера. Ви благодарам. Почитувани публика, ви благодарам и на вас. Останете со програмата на Телевизија 24.